Татко небесен, Ти благодарам што и во овој ден си во моето срце. Ти благодарам што и во овој ден ме облече во Твојата љубов. Ти благодарам што и во овој ден ми го испрати Духот Утешител да се облечам со сила од озгора. Духот на вистината, Светиот Дух, кого светот не може да го спознае, оти не го знае, а вие го знаете. Односно, ние го знаеме, кои сме го избрали Исуса Христа за Спасител. Ти благодариме што толкова возлюби светот, што го даде својот единороден Син, Исус Христос, Јешуа Хамашија Донај, која пролеа својата света крв за нас, се овоплоти и стана човек, ги зеде гревовите на светот, ги зеде нашите болести, ја победи смртта, го победи сатаната, вечен живот ни подари, се што не е Божјо прикова на крстот и нема потреба ние да го носиме. Ти благодарам што неговата крв е врзна си неизмиви нечисти. Ти благодарам што Исус вели, никој не доаѓа при Отецот освен преку мене и никој не доаѓа при мене освен преку Отецот. Ти благодарам, Господе, што си не избрал, бидејќи е пишано дека Господ знае кои луѓе се негови. Господе Исусе Христе, верувам дека си мој Господ и Спасител, верувам дека ја победи смртта, дека ни приготи сокровиште на Божјото царство на небесата, затоа што е пишано, ако останете во моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици, ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ние зборуваме за едни слободни луѓе во вистината. Ти благодариме, Господе, што ни го даде сето оружје Божјо, појасот на вистината, чевлите на Евангелието на мирот, штитот на верата, оклопот на правдата, мечот на духот, шлемот на спасението, сето оружје Божјо, за да се одбраниме и да се додржиме. Денеска сакам да споделам неколку думи од Светото Писмо, кој е самиот Исус, зашто тој вели Словото ќе ви суди еден ден. На почетокот беше Словото, по Евангелие Јованово, и Словото беше во Бог, и Бог беше Словото. Дека вековите се создадени од Божји збор и од невидливото произлегува видливото. Вековите ќе преминат, но моите зборови нема да преминат, вели Господ. Ние знаеме дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Храна за нашиот дух е Светото Писмо. И христијанството не може да суштествува надвор од Светото Писмо со канони, правила, обреди, туку христијанството е тоа што е запишано. Тоа е живо слово, кое е самиот Исус, и ако го читате, ќе оживеете, ќе го храните својот дух и вашиот дух ќе биде жив, зашто од телото ништо не помага. Пишано е, духот е тој што оживува, и Исус вели на едно место, зборовите што ви ги дадов се дух и живот. Би сакал да обрнам внимание на повтора на апостолот Павле, кој е еден наш пророк, апостол, епископ, како да го наречеме, евангелист, кој го испрати Светиот Дух, односно самиот Отец Небесен во Македонија, за да се спаси Македонија и да не врви во проклетство, во грев, да не е под законот, туку да врви заедно со Исуса Христа. Апостолот Павле, кој беше убиец, ги убиваше христијаните, тој е присутен кога Стефан е каменуван. Потоа, на патот за Дамаск, му се јавува Господ Исус Христос. Апостол Павле ослепува и му вика: Савле, Савле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кого го прогонуваш, не можеш да се риташ против бодило. Потоа Савле слеп неколку дена во Дамаск и му Господ го испраќа својот раб Божи, молитвен војник Ананија. И Савле прогледува и станува апостол Павле, односно избран сад за да е славата Господова. Првото послание на апостол Павле до Коринтијаните овде на македонскиве простори, кој зборува за духовните дарови кои се важни, бидејќи навистина ќе видите што пишува овде. Бидејќи Словото е одговор на сите ваши прашања. Словото е она што ќе ве промени однатре, ако го читате Божјото Слово, Светото Писмо. Новиот Завет ќе разберете што Господ направил за вас и што е тоа што треба вие да го направите за да останете во Бог и да живеете воскресенски живот, како што би се рекло победоносно и плодоносен живот, да живеете живот во Божји благослов наместо живот во проклетство. А за духовните дарови, 12 глава, прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. А за духовните дарови, браќа, не сакам да не знаете. Затоа ви кажувам дека никој кој зборува преку Божји дух не фрла анатема на Исуса и никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Значи, кога ќе поверувате, кога ќе се покаете, ќе побарате прошка од Бог, ќе се откажете од сатаната, кога ќе го повикате Исус Христос на тронот на вашиот живот, ви имате две
Dva tipa na krštenije. Krštenije vo voda, se potopuvate cijeli, umira grešni od čovjek, i krštenije vo duh sveti. I sveti od duh, niko ne može da go nareći Isusa Gospod preko sveti duh, zato nije potreban sveti od duh. Бидејќи со него сме запечатени за денот на воскресението. А исто така тој ни дава сила за сведоштво. И еве што вели понатаму, постојат разни дарови, Божји дарови, се тоа што го имате се дарби од Бог, но Духот е еден ист. Има разни служби, но Господ е еден и ист. И разни сили постојат, но Бог е еден ист кој врши се во се. Бог е тој кој врши се во се. Затоа имаме, ние го знаеме на познато Светото писмо, Господе, без Тебе не можам да направам ништо, потребен си ми денеска, Господе, да ме водиш. Има еден интересен човек, Енох во Стариот Завет, кој вели и Енох чекореше со Бог, и еден ден Господ го зема и тој исчезна на небесата. Видите, да се чекори со Бог, многу добра патека, и ви ја препорачувам. Кога чекорите со Бог, Господ ми е помошник, што може да ми направи човек, не се плашам од никого, зашто Ти, Господи, си со мене. Вие тогаш сте обградени со огнен штит околу вас за Божја слава. И разни сили постојат, но Бог е еден ист кој врши се во се. А на секого му се дава во него да се пројави Духот за полза. Значи, вам ви е даден дар за да го славите Бог, не да се себе афирмиете, да се себе славите, да се возгордеете, да мислите дека вие нешто сте направиле со човечки раце. Славата е негова, Божја е славата. Првиот грев на Адам и Ева е себе обожување, првиот грев на сатаната дека сакал да биде Бог. Ке бидете како богови. Сатаната сакаше да биде рамен на Бог и е фрлен и падната ангел го владее овој свет. И еве што вели за духовите даровите кои се духови на полза. Оти на еден му се дава преку духот збор на мудрост, дар на мудрост, на друг збор на знаење, дар на знаење, преку истиот дух. На еден вера, дар на вера е многу важно, бидејќи ако немате вера, само со вера може да му се угоди на Господа. Ако Господ не ми даде дар на вера, имаме многу луѓе не може да поверуваат и велат: Господ, да го видам ќе поверувам. Но во Библијата пишува: блажени се оние што не виделе, а поверувале. На еден вера преку истиот дух, на друг дар за лекување. Значи дар за лекување постои и нема да се соблазнуваме ако некој од нашите браќа положува раце или се моли, но треба да се има, да се чита Светото писмо и да се разликуваат духовите, дали се од Бога или не се од Бога. Дар за лекување преку истиот дух, на еден да чини чуда, дар за правење чуда, на друг да пророкува. Пророчки дар е важен, зашто понекогаш пророците ги водат народите и црквите. На еден да ги разликува духовите, значи треба да ги разликуваме духовите, дали се од Бога. Имаме ние разни пророци, пајачи, гатачи, јасновидци кои не се од Бог. И тие ќе ве одведат во огнено езеро во грев. На еден да ги разликува духовите, разликување на духовите, дали се од Бога или не, а тоа се постигнува кога читате Светото писмо. На друг разни јазици, на трет да толкува јазици, зборување на непознати јазици кои за некој се обладна рак, мерси ханди лале миракти силемина ан Исус Христос Јешуа Хамашија Донај. На еден да чини чуда, на друг да пророкува, на еден да ги разликува духовите, на друг разни јазици, на трет да толкува јазици. Рахти силеин дилама нахан Исус Христос. Се тоа го прави, нека е жив и светол човека Исус Христос. Се тоа го прави еден ист дух, распределувајќи секому поотделно како што сака. Значи даровите се дадени од Бог, колку што можете да издржите, како што ви прилега, за да му служите на Бог, за да се слави Бог, за тие што не веруваат да поверуваат. И еве ја суштината што е важна на македонскиот балкански полуостров, што ние треба да ја научиме како христијани, зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело, било јудејци или елини, бугари, срби, грци, албанци, македонци, англичанци, американци. Сите сме во еден дух напоени. Тие што го избрале Исуса Христа треба да го знаат тоа. Преку еден дух сме крстени и сите сме во еден дух напоени, бидејќи еден е Создателот, бидејќи ние сме прав земна, да не се возгордеаме. Зашто човекот е од земја и во земја ќе се врати, пишува во Стариот Завет. Зашто Господ го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во душата дух животен. И човекот стана жива душа. Сите сме создадени од Бог и не треба да се делиме според имињата на народите и етникумите, иако сатаната работи на тоа поле, посебно на Балканскиот полуостров, заробува цели нации по одредени приказни, бугарите со една приказна за голема Бугарија, албанците со друга приказна
Србите со трета приказност, Грците со четврта и ние македонците насреде. Уште треба да стават еден крст и да не распнат, а ние не го почитуваме првиот Божји закон, љуби го својот ближен како себе си, има толку омраза, неспознаеност и тука христијанските водачи на поголемиот народ, на побројниот народ, треба да ја поднесат одговорноста каде го водат овој народ. И еве што вели, зашто вие сте телото Христово, браќи и сестри. Телото, ние сме телото Христово, сите христијани, а поделно членови. И едни од вас Бог постави во црквата, прво апостоли, тоа се служби, второ пророци, трето учители, потоа даде дарби за чудеса и исцелување, како што гледате, па застапници, управници, луѓе што зборуваат на разни јазици. И секако, та сите ли се апостоли, сите ли се пророци, сите ли се учители, сите ли се чудотворци, сите ли имаат дарби да лекуваат? Не. Сите ли зборуваат на разни јазици? Не. Сите ли се толкувачи? Не. Покажувајте ревност за поголеми дарби и јас ќе ви покажам уште подобар пат. Значи апостолот Павле, кој беше Савле, кој ја убиваше христијаните, ни покажува подобар пат. Патот на љубовта, патот на Божјата љубов, зашто Бог е љубов, а кој пребива во љубовта, пребива во Бога. И за да го љубиме Бога, треба да го љубиме братот свој, а тоа е тоа што го нема во Македонија, бидејќи се луѓето поделени, раскарани од семејна лоза до политичка, граѓанска, како да наречеме, секој против секого. И така Македонија не може да пркне, да се крене и од живот во проклетство, да тргне во живот во Божји благослов. Затоа е потребно уште подобар пат. Апостолот Павле беше овде, ни го раскажа, но веројатно сме го заборавиле. И неслучајно се појавија богомилите кога црквата во Македонија стана бизнес институција, односно институција која почна да владее по световните закони, а пишано е дека не можете да му служите на Бога и на мамона. Мамон е богот на парите. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или гимбал што звечи. Да имам пророчки дари, да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи и така силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, браќа, ништо не сум. Ако љубов немам, ништо не сум. Македонија, ако љубов немаш за себе, меѓу себе, ништо не си. И навистина гледај, погледни дека ништо не си. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам. Ништо не ми користи. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. На Бога, Бог не живее во ракотворни храмови, на Бога жртви не му требаат. Милост, љубовта е долго трпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправда не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, љубовта се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува, љубовта се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. А другото, ако се пророштва, ќе престанат. Ако се јазици, ќе замолкнат. Ако се знаења, ќе исчезнат. И по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното Божјото, тогаш ќе исчезне световното и деловното. Браќа и сестри, кога бев дете, зборував како дете мислев, како дете размислував, а кога станав маж, го оставив детинското. Сега гледам нејасно како во огледало, а тогаш лице в лице, зашто децата, оставите ги децата да доаѓаат кај мене. Сега знам нешто
a togaš ќе знам како што сум познат, или во еден друг превод вели, а тогаш ќе знам како што мене ме познава Бог, зашто Бог нас добро не познава и не љуби такви какви што сме. И се разбира, браќа и сестри, остануваат три работи: верата, надежда и љубовта. Најголема меѓу ними е љубовта, но ние зборуваме за Божијата љубов. Значи има еден стих кој вели да се облечеме во Божијата љубов и да ги сакаме сите. Значи, не само ние најблиските, сите како што Бог нас не возлюби, зашто Бог не познава нас и покрај сите греови и грешки ни простува и не љуби. И во тој контекст ние можеме да зборуваме за Божјата љубов. Како што вели тој, зашто он го испраќа своето сонце да грее, ова сонце што денеска ме грее, и над лошите и над добрите, и праќа дожд над грешните и над праведните. Тоа е суштината и оно што ме е потребно на Македонија, на македонскава земја и на сите луѓе што живеат во неа, кои се во еден дух напоени. Божјата љубов. Зошто кој го љуби Бога треба да ги почитува двете Божји заповеди, а тие се: љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, сиот свој разум, сета своја душа, и љуби го ближниот свој како самиот себе си. Ако ние немаме, во еден стих во Јованово се вели: ако некој не го љуби својот брат кого го видел, како можете да го љубите Бога кого не сте го виделе, кого не го видел? Ние зборуваме за тоа што е потребно во Македонија. Потребно е да го повикаме Исуса Христа, да го повикаме Таткото Небесен, да испрати сили, учители, зашто жетвата е голема, работници се малку, и Македонија од живот во проклетство, кој што сите гледаме како ни се случува, да живее во живот во Божји благослов. На Господ жртви не му се потребни, и да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, а ако љубов немам, ништо не ми користи. Тоа подразбира љубов кон својот брат, љубов кон својот сосед, љубовта кон оној што ве навредува и ве напаѓа. Благословувајте ги оние што ве колнат, молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Зашто Бог го испраќа, како што рековме, своето сонце да грее над лошите и над добрите, и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде наградата? Ние зборуваме за Божјата љубов. Да ги имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи. Ако љубов немам, ништо не сум. Зашто Бог е љубов и кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Да се помолиме Македонија да се отвори кон Бог, да се сети дека апостолот Павле дојден во Македонија и го испрати лично Отецот Небесен, зашто ја возлюби Македонија. Ние знаеме дека Отецот толку го возлюби светот, што го прати својот единороден син Исус Христос, Јешуа Хамашија Донај, не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него, зашто љубовта е долго трпелива, полна со добрина. Да се сетиме дека оваа земја е пишана во Божиот катастер во Светото Писмо и за благодата Божја која е дадена на црквите македонски, како што вели апостолот Павле. Зашто ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија, зашто се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, кога дојдовме овде, немаше ниту една црква или некој нешто да ми даде, освен самите вас. Да се сетиме на тоа, да го повикаме Исуса Христа, и Македонија полека, со Божја помош, со Божјата љубов, облечена со сила од озгора, да премине од живот во проклетство во живот во Божји благослов. Имаме многу примери кога водачите на еден народ не го слушале Бог во Стариот Завет, колку години израелците, евреите, живееле во проклетство. Па така, ако нашите водачи ве водат во кавга, во неморал, во крадење, во нељубов, во убиства, во беда, во непознавање на Бог, бидете сигурни, затоа што така пишува во Светото Писмо, дека Македонија чекори во проклетство. Она што е потребно на Македонија е овој стих, 13 глава од прво апостол Павле до Коринќаните. Љубовта не завидува, не се превознесува,
се занесеш кој сум јас. Не се горде да бидеме горди на што? Тоа што не го дал Бог. Не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, љубовта не се срди, не се лути, не мисли зло. На неправда не се радува, а на вистината се радува. А вистината е Исус Христос, кој вели: јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Да не заборавиме дека во Македонија е дадена заповед да се шири светото Евангелие. А ако не го ширите, тоа е лекот за Македонија. Тогаш вие останувате да живеете, како што вели, со своји сили во овој лажовен свет, каде што нема правда, радост и правда, и мир, и љубов и радост во Светиот Дух, туку има еден свет на гибел, гибелштина, омраза, поделба, свет без Божјата љубов. Зошто љубовта Божја никогаш не престанува. И уште еднаш не заборавајте, ако се пророштва, ќе престанат. Ако се јазици, ќе замолкнат. Ако се знаења, ќе исчезнат, оти по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Љубовта никогаш не престанува. Ние зборуваме за сите човечки јазици, па дури на ангелски јазик. Штом љубов немаме, ништо не сме. И Македонија, штом нема љубов меѓу себе си, таа навистина е ништо. И погледнете што и се случува. И се случува ништото од овој свет, поништување, сатански круг на омраза на војни. Кога ќе влезете во тој круг, тешко се излегува. Затоа, да се вратиме на Божјите пораки кои ги испратил на македонскиот народ и на сите што живеат во Македонија. Татко Небесен, ти благодарам што си ме избрал да ги зборувам овие слова, да ја хранам, да го хранам мојот дух. Ти благодарам што мирот свој ни го даде, Исусе Христе. Ти благодарам, Господе, што ме повика за да можам да ти служам, што ме научи, што ми даде дар на верба да поверувам дека си мој Господ и Спасител, што ме научи дека молитвен збор со двоостар меч и мечот на духот може да се раскинуваат прангите на сатаната кој ги фрла врз луѓе, заедници, објекти, врз се. Ти благодарам што ми го даде сето оружје Божјо. Ти благодарам што не го испрати апостолот Павле. Ти благодарам што си не запишал во Божјиот катастер, за да се сетиме зашто со очи не гледаат, со уши не слушаат и со срцето да поверуваат, да се покае, па да го исцелам македонскиот народ. Овој народ, и не да го славите Бога само на уста, туку на срце, на лице, туку на срце, зашто Бог гледа во какво срце вие го љубите. Потребен е извесен број на луѓе да се соберат еден ден заедно, сите христијански заедници, и да се молат за Македонија. Поголем број на луѓе, 10, 5, 20.000 луѓе, и тогаш Македонија ќе тргне напред. Суштината на христијанството е дека Господ ме повикува: дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам, но исто така го дава правото на избор. Вие можете да изберете живот или смрт. Животот е Исус, јас сум патот, вистината и животот, а другото, световното, е смртта. Поголем број од нашите христијани во Македонија не разбираат што значи дека ние не умираме, дека телото се враќа во правта во земјата, а духот, односно духот е тој што оживува, заминува кај Бог или оди на суд. Зависи како сте живееле според Исуса Христа или според законот. Според законот е тешко да се обстане, бидејќи ако беше можно ќе останеа Мојсиевите закони. Кога Господ виде дека не може да се исполнат, го испрати Исуса Христа. И Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. Мир вам, Македонијо, зашто во еден дух сме напоени. Не е важно кој си и што си. Најважно од се е да го избереш Христа, да избереш живот навесто смрт
i da živeš plodonosen i pobedonosen život. Amin. Do Božjo carstvo nebesno. Islam.